Здраво на сите, здраво криптореволуција. Значи, идеме прво видео, благодарение, ово му го посветувам на Бојан Трајковски, значи вика супер видео, вика ајде следно еден предлог од мене, напредок на Стар Атлас, како напредува со моментални играчи и најлошо искушение во овој бул маркет за цената на полис. И заврив да пинам винце. Одма се прозивам, сега мислам дека нема веќе. Значи, на Бојан Трајковски му го посветувам ово видео, затоа што другите кажуваат само фала одлично, нема некој... Има уствари за теорија на заговори и кажа, ви луѓе, префрлете се на YouTube, гледате многу побрзо ги читам коментарите и ако имате идеи за видео, да ви ги остварам, на ниту еден YouTube канал нема да видите такво нешто, да еден пише и одма да му се остваре чудото, ако е логично. Значи, Бојан, ово е за тебе ово видео. Многу логично прашање, значи има Стар Атлас, има не постои уствари криптоигра, ја и у преходните видео кажав, не постои криптоигра која што има во достигнување. Значи 30.000 играчи да се тестира. Они имат подпишано договор со MetaGravity и планови замислете си луѓе, сигурен сум дека ќе успеат, ќе видиме за мислам они веќе имат успеано, али ќе видиме колку ќе го усовршат тоа чудо да цел свет да му ја затворат устата еднашка за секојаш. Оваа игра што ја нема, што е срамно за Америка, америчка компанија, амерички тим на луѓе, значи сериозни фаци, сериозно инвестират, а америчките берзи не ја поддржуват и ја немат играта, затоа што треба да се пушти некоја паричка. Значи луѓе, замислете си, ја немам видено, замислете си 30.000 играчи да можеме да се собереме на таа нивната големата мапа и да играеме еден против друг. Значи замислете си, тоа е милион куршуми летат на сите страни. Тоа е, замислете си, луѓе, тоа ќе биде лудница, значи. Не знам како геймерите од Македонија не го гледат ово и не веруваат ово чудо. Значи моментално луѓе има 1500 дневно, али ово е, да не се разбереме погрешно, ово е 1500 дейли, има до 9000 фактички. Сега ќе ви го објаснам. Ова више, значи, ама не пијам кафе, брат. Гледај, брат. Верувате ли луѓе, ќе земам камера и ќе ставам дома. Значи, цел ден не сум се прозевал. Само што седнам на компјутерот, човече, не знам што е работа. Чи кафето е страшна работа. Цел живот ќе повторам ова. 2 години без таа дрога, брат, црна дрога кафе. И еви, винци си ставив да пинам и само на кафе мислам кога ќе седнам пред овај компјутер, но тоа фактички мозокот е навигнан. Што ти, брат, колку 15 години сум што зборам ја, 20 години сум и повеќе нон-стоп на кафе бил и сега последните 2 години не пием и мозокот просто не може да се концентрирам да зборам за ово што сакам да го направам видео, туку само на кафе мислам. Страшна работа. Кога се преселам назад во Македонија, не знам колку издржам. Ќе треба по 2 чаја да имам на масата излеа. Значи враќаме се. Значи 1500 дневни до 9000 без ботовите, значи со ботовите има и многу повеќе, али 1500 до 2000 на Sage Labs има. На Sage Labs има од 1500 до 2000, тоа е, ви го кажувам, 1500 до 2000 има и тоа збореме за големи китови со сериозни пари што се улезени за Sage Labs зборам. Овие другите до 9000 имат купено бродови, имат купено станици, ама едноставно не ја играат играта. Не знам што чекат, едноставно чекат сигурно подобри времиња, ама прават грешка. Можете сега да играат или се едноставно имат уложено и чекат, например, играта да направи некој напредок, да играат на некои си поголеми овакво. Иначе 9000 е сериозна бројка за оваква игра што 5 до 10 години ќе се граде. Че 9000 луѓе е сериозна бројка, затоа што збореме овие 9000 луѓе, збореме луѓе
дека да речеме но 90% от нив, 80-90% от нив имат сериозни флоти. Значи флоти огромни, от кои па 10 до 20% имат флоти може да от милионски суми ще кощат бродовите. Значи не е мала бројка, затоа што еве дека беше, значи замислете си таа бројка 15% од дневните Solana трансакции ги прави таа бројка од 1500 до 9000 активни играчи. Луѓе, Sage Labs се очекува да достигне милионски ова кво. Мене ме е страх дали Solana, ја колку и да се радувам дека овие работат, ја вчера постави видео, работат на тоа да дека значи што повише раснат играчите, ќе стануваат поскапи трансакциите на Solana, затоа што Solana ќе биде исто срање со извинение, како што замислете си луѓе, ја не сум програмер, ја немам IT бекграунд, ја немам завршено такво школо, предвидов нешто од самото тоа дека сум геймер, успеав замисли си да направам аналитика која што еве дечка што се дружиме, што се IT се чудат како е возможно, и ме прашува дали имам инсайдерски информации. Ја немам никакви инсайдерски информации. Проста логика сум видел дека од самата игра колку имам проблеми со кажи го со овоа, колку имам проблеми со колку имам проблеми со трансакциите што не им поминуваат на мојата флота, која што од $50 или долари што се вика. Замислете си луѓе, тие што имат по милионски суми, какви проблеми имат. И замислете си вие колку повеќе ќе раснеме, да се надевам дека или ќе се префрлат на друг блокчейн или не знам какво решение ќе измислат. Просто замислете си тие милион луѓе и сега Solana колку е од нив лошо, што наместо да дадат приоритет, например, на трансакциите на Star Atlas, они дават приоритет на некакви си NFT и маме там шиткоини. Што Solana е, што да ви кажам, ефтино е, ама американците си форсират, гледате, народот да стои настрана од биткоин и Ethereum, Cardano, од технологија да стои настрана, па дури од Ripple што се вика. Ами јас се извинувам. Дури мислата изгубам. Да седат да си играат со маме коини. Значи, јас зашо навик се нервирам мојата група маме коини да се постира, затоа што знам целта е луѓето да играат како кладилница и како казино. Мамето е модерното казино. Наместо да се занимаваат со овие работи, да речеме зашо, например, како да најдат некоја игра, не мора да е Star Atlas, да најдат некоја игра која што е профитабилно, да накупат NFT, некои бродови и чуда. Значи, NFT признавам само од гейминг свето. Не такви арт-март. Значи, мислам арт ако е од гейминг свето, окей. Место да се држат до технологии да најдат, да видат како работи, додека е на почетоко, да направат некои големи портфолија, да напукат со големи бродови и ретки колекции, да речеме, на скинови од игри, они брачи се занимаваат со маме. Pump and dump, дали ќе погодат цената. Луѓе, од тоа да, и да погодите на еден коин, ви кажав, 11 години сум у крипто. Сите околу еден нема да сум запознал да е направил пари. Значи, ќе е направил на едениот, на вториот, на третиот ќе изгубе многу повише, да не се повтарам со мобето. Добро што престана да им пишуват више упораки за маме. Значи, луѓе, погледнете, ние, од кој еден јас сум од тие, од 1500 до 9000 луѓе, од кои што само 1500 до 2000 се активни, ги правиме 15% од трансакциите на Solana. Од Star Atlas Sage Labs accounts. Значи, да трейдаме, да праќаме ги флотите, купуваме, продаваме, да речеме, ја не трейдам, уствари, ама овие има тука цели чуда што може да се трейдат. Значи, представете си милиони кои ќе бидат. Значи, оваа игра е сериозна работа. Ја не ја гледам како е, јас сум избрал игра и стварно ми се свиѓа на графика, луѓе ја гледам и проценти. Значи, ова е сериозни проценти. Имам, не можам да го најдам, не знам зашо Google го брише, имаш и од 20 и од 25 достигнано дневно и гледај сега, ако ќе тражиш у Google, ово ти го дава.
А имаше и аз сеќавам се дека имав и постирано, не може да најдам на Twitter или дека бев постирал, ако се сеќава некој, ако најде линко да ми го прате, 15%, 20-25% беше достигнало. Значи, например, чекай, шо беше? Да, те тука исто го извадив, 15%, не можем да го најдам тоа од 20 од 25%. Стрес тест еве од 1000 и луѓе што игравме и ја учествував. Ово што сум го отворил. Да, тоа 3 замисли си луѓе. Еве Counter Strike колку игравме? 5 на 5. Што се викаше и требаше да има страшни компјутери од тоа време, зборам пред 200 години. Значи, замислете си 30.000 луѓе да играеме Counter. Човече, тоа е цел кочери. Мислам, кочери измеѓу 30-40 илјади со селата, не сум точно сигурен. Немаме правено попис 2000 години. Замислете си цело кочени Counter да играеме. Или цело кочени да играеме сега Star Atlas. Че ја на такви работи ми е интересно да гледам и да ги проучувам. Не маме, брат. Креирал го некој, ништо не знаеме, ќе му убедуват, маме станало, технологија, Елон Маск го спомнал, ќе го лепил на ракетата, ако сакат да се залепат заедно на ракетата и да отидат на Марс, дефолт тука од оваа планета. Че мене овакви работи се ми интересни, брат. Тук ќе оставам тај линк да го прочитате по-детално. Значи, да не се повторам. MMORPG Best од 2006-2020 година, МАТ, ОНИ и Устур. Значи, луѓе, ово ќе ви го оставам да го прочитате. Да не го читам сега, многу ќе фане видеото големо. Че овај линк, не знам зашто сум го отворил. Овај канал исто, новите членови и што сте заинтересирани за Star Atlas да разгледате доста интересни видео типове, Ептен запален за играта, американец е. Доста интересни видеа има и многу работи може да научите. Луѓе, наместо да гледате тие македонски телевизии кои што гледам таму какви гости викат луѓе, шо да ви кажам, гледајте луѓе да проучите, мислам за геймерите зборам, ние сме на почетокот луѓе на гейминг индустријата у трилиони долари индустрија ќе биде. Не мора да е Star Atlas. Еве, почнете од Star Atlas тука, разгледајте, да добиете некој почеток и пробајте и сами да најдете игри и да улезете, да ги купите токените ако немате за пари за ово кажа го за бродови, гледајте токените. Че не гледајте јас друго експериментирам. Бручиња некој ако може, сум кажал и другите видео да купите например некој рейсинг бродови и екипаж, да имате за трките што ќе идат, ако не ќе видиме јас што ќе направам со тие трки. Не знам како уште ќе биде, ама за сега случај нема да банкротирате ако се купите XXL тие помали што се бродови за рейсинг и екипаж да си купите по $5-10 екипаж има од $6-7 да имате чисто акцес да имате у играта и другото најглавното гледајте луѓе токено да го купите, посебно Полис. И на Atlas може да се направи пари, ама таа е in-game, многу тешко. Али гледајте Полис да си накупите, затоа што зборно што не го пуштам на гледајте да си го накупите Полис, затоа што другари тоа чудо си има, гледајте графиката, брат. Како може македонските геймери да викат дека играта нема никогаш да постоја? Значи, луѓе, гледајте графиката, брат. Едино ме нервира во што е на Solana и катастрофалната грешка, ама нема моментално која на друга да биде на ефтини. Забележете ги деловите, тоа е NFT. Значи тоа и да не го играете, ќе се продава, ќе се паѓаат скинови, оружје, чуда. Значи што ќе играете вие Counter Strike, луѓе, по цел ден, да, разбирам, интересно е, зашо да не се префрлите да ги научите мапите да играете овој чудо? Затоа што ако научите да играете тука оваа пуцачене што се вика, вие утре ќе бидете спремни за тие мапи и кога ќе има, да речеме, стрес тест, да речеме, ајде 2000, 3000, 5000 играчи, да има стрес тест, чекай ќе ставам и да има превод, замисли да има стрес тест на играта и таа игра, вие знаете мапата и тие другите додека да улезат, замисли си, еве на Epic Games,
На Epic Games да имате акцес, ке усимнете Epic Games и кажа, ке си купите брод, ке си купите екипаж, по едно бродче и един екипаж и ке видите, ке ви дадат сигурно пристъп. Значи, луѓе, научете ги тия мапи за рейсинг, научете ги за тръките мапите, научете ги мапите за како Counter-Strike за пусачината и другари, утре вие ќе бидете спремни на тия мапи. Разбирате ли? Ако имате време да играете боши игри, што ништо пари не ви дават, научете ги мапите про, тука ќе се борете после за токени. Значи ќе дава, овај ќе го дава, Атлас ќе го дава, може ќе дават и полис, не знам. Ама со сигурност овај in-game токен Атлас ќе се дава како награда, кој ќе ги правиме тие стрес тестови. Ја па, кој ќе ги правиме како ја да сум, кој ќе играте ги правите тие стрес тестови, ќе ви дава награди. И не се знае тај Атлас колку ќе вреде. И препорачувам да се чува. Гледаш, in-game е Атласо токено, се прави у него. Значи, се прави со него. Купуваат се бродови, купува се екипаж, еве трейда се, други луѓе што познавате математика и што мислите дека ви бива за трейд. Луѓе, почнете да купувате, еве тука айтеми и чуда, проучете ја играта. У Македонија има сериозни околу 300-400 луѓе што играат овакви игри вселенски. Значи, ако се префрлете на место тамо што никаков профит немате, ако се научите тука како да ги трейдате тие работи, што имате многу искуство, ја познавам еден дечко од Кочани, да се надевам дека ме го гледа видеото. Горан Мафата, кога играеше за мен Axie Infinity, ме случајно запозна со него. Типо, мислам дека беше диспетчер, ако не се лажам, и случајно го забрежував дека има јака машина, викам, братче, шо правиш? И ми вика, брат, играам, вика, тия вселени, велени, литам тамо, вика, и ми покажа, не сеќавам сега која игра беше. И му викам, братче, дојди да видиш, проучи го, ама не, сум заинтересиран ово, значи не веруват у такви токени, мокени и продолжи да си играе таа игра. Че ако дечкото го гледа или некој го знае да му каже, другар земи и истражи го во, тај беше многу добар дечко, мислам, Кочани беа кажали дека стварно ги разбира работи овие вселенски игри. Ке ми извините, другари, ако чанска се терам тоа вселенски игри, си става пуцачи на тоа ми е по-интересно, разбираш, да биде по-уникатно од другите. Че да пинеме малку вино да не се прозеаме. Јас се извинувам. Мора да го лажеме мозоко наместо со кафе со вино. И ово видео ќе ви оставам долу линк, ја го прашав дали може, пријател ми е на Twitter и на YouTube, го прашав дали може да го потребам неговото видео, ми кажа дека може и да се надевам дека Facebook, дека YouTube нема да ми го блокира, значи имам причина, прашал сум го, имам доказ дека можам да го користам видеото. Луѓе, ово е сериозна машинерија, значи сериозна машинерија. Че само да видиме дека беше. Ќе оставам видеото да го гледате. Што сакам да ви покажам. Значи, гледајте луѓе. Имат изградено АИ. Замислете си, конектирате го новченико и тоа ќе ви помага да трейдате, човече. Вика, гледај, I want to sell my items. И ово му вика, AI му вика, please provide your Solana wallet address and I'll check the current buy orders for your items. Значи, тука официјално треба да знаете што правите, не вие да закачувате волето како во другите случаи имаше беа закачили волето там на некакви глупи работи и беа ги хакнале. Значи, треба да знаете што правите. И, нели, ти му пишуваш, here is my wallet address, цап и гледај го, ај шо прави. Чи играта има, гледај, топ и покажува, Maxic Possibles, чек сега. Камерите ми се активира, тука ракуни, мачки, уши, мечки да земна да почне да шедат. И гледај, отделува му и си бира toolkit, еве, toolkit, много брзо само се го направили видеото. Значи бира toolkit и PS и send. Selection и AI-то, гледай што прави. Значи prepare a sell pack with 50 of toolkit. Значи toolkit, гориво, fuel и други айтеми, и други ресурси. Што беа toolkit, fuel, муниција и what the hell.
и забрив шо беше друго. Виното не помага. И гледай, буп. Леле, брат, много бързо е направено видеото, само то не е свие. Вика да sell пак for 50 toolkit, значи за 50 toolkit, 0.06 Atlas. И sell now, значи да не се мачите вие, гледай. Отделува му ги, брат, играта, замислете си колко е много се развиват. Значи работят и тактички го правят. Това да се уклопя с AI. Значи бупе, гледате, цап, конфирм. Ти си го надуваш, не AI-то. Не знам дали има опция, я не го користам, оти не трейдам. Значи ти си бираш, гледаш оно ти отделя и ти си бираш тук да накликнеш confirm за sell. Значи ако е на автоматски, то не е препоръчливо. Че луги много ми се свие на мене. Я не знам защо другите... Добро, 200-300 луги се заинтересирани, ама македончето секаш последно лава. Така да... въпочно почетох. Значи оваа страна исто. Яки ги полека оградам тоа под дека беше. Чекай, тоа мора да го покажам од луги пајам пришилото пораки. Значи тука линковите ги ставам, другари. Значи гледате ли, тук ги ставам линковите кои се до директно што водат до Стар Атлас и до тоа што треба да го гледате. Ово го нека видео за после да копирам да не забравам. Значи дека стигнав. Тај линк ќе го ставам, тоа исто ќе го ставам. Тука сакав ово да ви го покажам. Ово е интересно. Значи како што витија направија екосистем дашборд и другари гледај, нема тука лажа превара. Значи софтвер го користам ја. Значи се може да пратите луѓе. Само ќе пазите кои линкови на официјалната страна да е, треба да гледате да е на официјалната страна секош, да не поврзувате било шо како само да брзате. И дашборд ви има, Starbase, Active Users, значи се може да следите, другари. Много добро направено. Значи много ми се свија како е уредено, едноставно. Ресурс, се е на блокчейн, ништо не може да фейкнат. Значи се кој сака да ги прати тие работи може да прати. Гледај, например варпо играта што патуваме низ таа цела мапа, еве цялата мапа, еве ово е Устур, јас сум Устур, еве ја на луѓето, мат се црвените и еве ги на воземјаните, Alien, они. Значи гледаш мат, во се луѓето имат 1,2 билиона, братче, fuel burn имат направено само за да патуват со Warp. Они, воземјаните, имат Aliens, имат 1,3 милиарди. Значи тоа е Warp од една база до друга или да патуват од една точка до друга. Колку гориво се потрошило. Значи Устор има потрошено 1,2 милиарди. Значи луѓе, играта троши гориво. Шта е економија работа? Еве тука можете дори да си проверувате. Значи отворено е јавно да се проверува. Значи многу ми се свија што е средено и направено. Значи еве дека беше само... Еве тука се треда, еве јас ја имам ставено најлудата. Зашо не е конектирано? Еве гледате, тука сум купувал гориво, мориво, чудо. Муниција сум купувал уствари, муниција купувал сум многу работи сум купувал, продадел сум гориво, значи правил сум тука продажби. Ама која дата е тоа? Тоа е пред месеци кој сум тестирал. И сега последното ми е пред 15 дена кру што сум купил. Зашо е само еден го дава? Не знам зашо дава само за еден. Имам купено многу повише. Еве ми е лудата порачка што сум ја ставил, ке видиме. Чисто за реклама ја удрив. Еве другари, не се докажав. Еве, значи замислете си, троши се, значи не е играта, нашите геймери не била функционална, луѓе играта е функционална, еве троши се гориво. Значи тука имате, браче, скоро
повише от 3 милиарди гориво, братче, потрошено. Замислете си, 3 милиарди гориво има потрошено играта, луи. 3 милиарди гориво, то е много, другари. Значи играта си функционира. То е тук е потрошението. Sage Labs уствари, дека флотата шо пътува ке мене моментално е тук устро базата. Ке биде много по-напредна. Ке биде много яка, дека беше ке биде много яко ово 3D. После на ово се работе. Гледаш, ово е на януари 15. Пред 2 дена. Значи, ово е глазни Вагнер. Лик дава слика. 3D-то како ке е. Значи, ово сега, ово тука ке биде овакво. Чудо. И сега имаше линк, трябва да ти пратят, можеш да гледаш човек како е. И плюс имаш у Epic Games, може да се улезе да се гледа, али ово е толкова ке го пущате много по-яко. Значи гледай от тука, ово, мапата колко е Тетрис, значи ке се префърляме на ово чудо. Да, ке траже яко компютърче, али кой нема як компютър, нищо страшно. Може да гледате тук. Комодоре. Другари, како брат нема, не знам нашите геймери, брат, како може да не си свига графика, како може да не веруват. И има доказ, покажам го. Нема тони волити, играта си е функционална, економия има. Значи, шо се трейда можете да видите, коя фракция, шо како трейда. Че гледай луѓе, Има си се запишено. Муниция, Копер, фреймворк, Арко, сите тия ресурси, чуда, прайс, гледаш, че се си е бележено, другари. Ще конектирате си и можете да пратите. Че тебе ви видео, за да се освестите, луѓе. Не ви тера никой да купувате бродови флоти да копате. Купете си токени и си ги чувайте, купете си бручиня и кру, да си имате. Нема да изгубите. Зборам за пари, шо ви се за кафе, дискотеки, кафани, скратете от тия пари и си купете и си чувайте. Брат, и си имате. Друго шо сакав да кажам. Много луѓе ме прашаа за тия 5 милиона долари. Замислете си, луѓе, 5 милиона долари брод. 4 мислам дека се продадени. Се не сум сигурен, 4 знам дека се сигурно, дали си 5 не се сеќавам, не може да најдам. Тај уште знам дека ќе го купе, имаше информација, ама не е објавено уште. Значи гледајте го чудовиштето. У старите видео го има, ама народот не знам по некој навика, нема, треба и да се повтораме до душеде. Ајде, браче. Значи, гледајте го чудото. 5 милиона долари кошта. Значи, некој купил 5 милиона долари брод, а нашите се чудат дали 100, 200, 300 долари да купат брочиња. Да, луѓе, знам дека се мали платите, али па не забравајте, нова година можете да не ја славите. Сите потрошите по 500 евро и повеќе. Че можете да си купите брочиња, можете да си купите кру и можете да си купите DAO. Ја тия пари ги сметам. Ако имате за нова година, ако имате за цигари, ако имате за кафе, ако имате по цел ден за кафе шеми, другари, имате и за овакви работи трябва да имате. Не, за тия работи да, угаѓате се, ама ако ќе ви спомнат нещо да се инвестира, да се ризикува, одма се мали платите, не другари. Ке одвоите од нова година, од стара нова година, ке одвоите од кафе, од излавање и ке почнете да билдате портфолија. Гледајте, некој е купил 5 милиона долари бродови. Моите бродови трошат луда количина на гориво и муниција и храна. Замислете си ово чудо колку троши. И овие се оперативни бродови. Овие веќе литат у играта и играат у Sage Labs. Само не се мешајте, луѓе. Пуцачината е исто од дел од играта. Со исто екипаж се играе пуцачината. Со истите малите бродови се трки се прават. Разбирате ли? Само шо интересното е шо ја кога копам у Sage Labs, ја нема да можам со истите бродови да се тркам.
тия със сигурност бродови ќе ги извадам од Sage Labs за трките, ќе извадам едно 50-100 бродови ако има заинтересирани, да речеме 100 играчи ќе бидат, ако има scholarship или нешто, ќе видиме колку ќе направат. Ако има тај стил нешто, јас ќе ги извадам тие бродови и со тие бродови да се тркат, разбираш. Имам еден како Формула 1 што сум го покажал поскап шо е. Најдобриот од тие да речеме играчи ќе му го давам да се тркат. Јас сум многу слаб за трки. Значи ќе видиме како ќе е за scholarship, дали секој ја ќе треба да давам и екипаж во кру за да може да играат кажи го у пуцачината или уствари ќе давам invite code или не знам како ќе биде. Значи битно луѓе 5 милиона долари брод е купено. Значи чека само. А еве го ово тука, гледајте го ово чудо. Уште 2 по 5 милиона. I just saw this come across my feed, and I've been following this for a while. This project called Star Atlas. Last week I reported they sold a $5 million NFT. И това е еден од најголемите негативци за Star Atlas, што нон-стоп ја плука играта 3 години подред. Најнегативниот канал за Star Atlas. И сега е шокиран. 3 години плукаше по Star Atlas. И уште плука, де? Ама тука се веќе шокира. 3 брода од по 5 милиона долари. Basically, people are asking me, well, like, what's Web3 gaming, DG? Well, Web3 is like introducing crypto wallets, integrating them into games. They sold a $5 million. Saw this come across my feed, and I've been following this for a while. This project called Star Atlas. Last week I reported they sold a $5 million NFT ship. This week they sold another $5 million NFT ship. Ово сакав да му слушам и да му видам фатичката му, да не кажам каква. Значи, 3 години плука, братче сега, 10 милиона долари брочиња и другиот 15 милиона долари брочиња и сега тука не сум оставил лайк, кој ме нервира, брат. Натаму мислам дека почнува да станува негативен. Ево сега тука. Fall, that death waterfall called 2022. See, I got in at 2021, right? I bought on that, traded it, made a nice little chunk of change. Then all of a sudden, a landslide of horror and held to sell $5 million ship. Crypto season's back, crypto season's back, man. And if you own crypto, you are a happy person. If you happen to get in after the death, Star Atlas to sell $5 million ship. Брач, да има како, знам дека го изгасите видеото 50 пати да го пуштам треба. Па братче, смееш се, 3 брода по 5 милиона, четвртио или петио, не знам кој го има купено, за петио се у преговори уште, али четвртио не можем да најдам, не се сеќавам како беше, ако некој има инфо да ми праде. Значи, типчето у фацата му го зачукаа со извинение, дека плукаше 3 години го пратам, дури некој од видеото ги има избришено. Ти многу народ под Star Atlas екипа го беа нападнали, околу 9000 коментари негативни, пријавувал му ги видеото, дислайк му става. Значи, луѓе, 3 бродови со сигурност по 5 милиона долари продадени. Замислете си вие колку муниција ќе троше еден таков брод, храна, оружје, па дури тулкит за поправка. Замислете си, брат. Значи, еден со сигурност, тогава бев искупал информации, само не сеќавам дали беше од Сиетл, од воените од Америка. Чекай барем да ставам нешто да врте. Да така филозофирам. Од воените луѓе од Америка, замислете си, купуват 5 милиона долари брод, значи тоа е пензионирани воени, иначе да ви кажам дека на сите тие гейминг заедници тука, ово кажи го на што се ми блокира мозокот, што се ангажират
Леле, брат, за игри што се у Америка што се прават манифестации, што се прават, сега ми блокира мозок како се викат. Секојаш воени луѓе присуствуват и дури нудат работни позиции за најдобрите геймери, имат приоритет да ги управуват с војните дронови. Значи, замислете си, збореме за вистински воени дронови. Не може обичен човек да го истренират, по-добар да биде од геймер да возе било шо од америчката војска што е роботизирано или што е дрон. Значи за тоа геймерскиот мозок луѓето, родителите дома што ви се карат да не играете, слободно кажете на мене да ми пишат. Значи ја да не бев геймер, ја немаше да стана милионер, немаше да го разберам биткоин, немаше да го разберам крипто и немаше да го разберам блокчейн. Така да, луѓе, кажете на вашите родители да во остават да играете. Да, треба да идете и да вршите други врски, али без проблем 5 часа на ден може да се играе, вашиот мозок се развива многу повеќе од било што друго. Значи, да престанат да ве лажат, значи америчката војска и други војски низ свето тражат геймери за имат приоритет тие геймери тие геймери имат приоритет луѓе у армијата на Америка. Значи, замислете си. А овие дома ве уште лажат дека децата ќе станали насилни, ќе бие, брат, нема врска децата насилни. Тоа си е до самиот родител како го воспитал детето и што тоа дете е наследило, братче, од таа фамилија. Значи, и какви трауми е имал низ детството од училиште пред се. Значи, најголемите трауми се на училиште достигнат, не у гейминг свето. Што гейминг свето ти може да си суваш, да си искарате, да си борби да водите и се, и утре се, брачи, излагаш во физички свет, ништо ти. Додека у тие школи луѓе е многу поштетно да одеш ти на школа, отколку гейминг, брат. Кој што сака, браче, нека дое со мен да ми збора. Што ја научено од училиштето? Што ми има училиштето помогнано у Македонија кога сум живеал? Што ми има училиштето помогнато кога сум живеал кога живеам во Америка? Ништо ми нема помогнано на мене, браче, тоа училиште што сум завршил. У средно, држале се ме таму тие 4 зида и што се учил? Гледаш таму она нешто ти зборе, таа комунистката ти зборе нешто на таблата, ти, ајде, пише ти таму некоја двојка, тројка, демек те само биди редовен и ќе помине школа. Че замисли си ги македонската школа. Биди редовен и ќе ти даеме ние диплома за средно. Какви глупости, какво перење мозок. А замислете си наместо школа да сте играле игри од сабаре до вечер, па вие сега, другари, у Америка најбогатите луѓе се геймерите. Кажете на вашите родители. Најбогатите луѓе се геймерите, седат на YouTube, играе игри, прави милиони. Живеат по 2-3 милиона долари куки и 2-3 милиона долари имат коли и чуда. Че по-успешни се од родителите што имат завршено дури и факултет, што имат по-сериозно, мислам, што имат сериозно образование. Че луѓе гейминг свето почнете да го гледате како работа. Значи, во чудо е еднината. Значи, можете од дома, од топличкото, со добар компјутер, да кажете да ви купат. Ако не идете вие работете, па сами се составете добар компјутер. Единствено признавам да иде да се работи, за да се состави добар компјутер, да се игра игри и да се следе крипто. Значи, ако можете да успеете да направите замеси од тие игри профит, прво со токените да успеете да направите профит, значи, наместо што ќе трошите пари на глупости, да земете да улагате да улагате у, гледајте графиката, брат, да улагате у чеј, тоа видео го имам пуштено, мислам. Да улагате, замисли си, у токени, да улагате у токени и полека да билдате портфолиото и после да си скипате да изнакупите, значи, за играта круи и бродови и да си почнете да речеме, што се вика, собствен бизнес да не речем, да почнете да правите пари од играта. Од оваа игра префрлот се од друга, од трета и почнете, може да трейдате со бродови, може да трейдате со ресурси, може да играете турнири за пари, можете меѓу вас луѓе,
Но ки има, ако си дома в Македония, ке организирам, ке играеме турнири, бе. Ке от мене, кажи го, наградата, ке играеме, със сигурност ке играеме турнири. По-добри да победе. И факт, че кой ми е профито, път ке му дигаме цената на DAO и на Atlas. Че замисли си, ако дом ял Македония, ако шосите сакат да играят, да успявам 50% от геймерите в Македония да ги обацам, замислете си овоа. Замислете си, че това е истото, защо няма друго него е. Замислете си тия геймери да ги обацам, братче, да на место Counter-Strike да играеме, да играеме, защо истото видео, няма ли друго видео? Замислете си да играеме подсачени тръки и да се надпреварваме. И фактически со това ке бустаме да се гледа, какво се вика, да се гледа дека има много яки играчи и едноставно да речем реално токените што предходно ке сме ги купили пред да почнеме да играеме, што се вика, ке дигат на цена затоа што ке блокчейн ке покажува дека има много активни играчи. Ке играеме на разни мапи, ке играеме и ке постираме видеа цело време. Ке се бореме против други тимови, сигурно ке има. Ке ги повикваме на Twitter, да играеме на Atlas токените у залог. Значи става цена адреса и дори аз съм спремен да направим на екипа добра и да се натоварваме с другите за Atlas, бе. Значи самата игра може после ке ни донира нещо, награди за промоция што ќе правиме. Значи и аз мислам дека трябва да почнете луѓе да вежбате на овие мапи и на време додека американците уште не се упаднале, додека не е стајано на големите берзи, да се научите со оружје со се. Он има багови и тие работи, али да се гледа да има трафик, да има трафик на самата игра, на самия блокчейн и фактически го дигаме рейтинго. Истото ли видео е тоа или не? Трябва повече видеа да стават, не знам защо не стават повеќе различни видеа. Има много луѓе што играат. Еве го $5 милиона, броче сум го покажувал. Замислете си луѓе ово чудо, брат. Ја не можем да му... Колку патите така да се подсетам го уклучувам. $5 милиона. Уште не е готов. Значи, луѓе енос ке се праве, нели, бојата, ке се доградува, ке се прави чудото, работат цел тим од луѓе на ово чудо да го опремат. Тоа е, другари, да го кратам видеото, гледајте го чудо, брат. О, чудо, замисли, летате тука, напаѓаме се, нуклеарки литат, ракети, чуда. Гледај, човече. Гледај графиката, брат. Треба да купам ја едно овакво чудо. Мислам дека беше $20-30 хиляди. Другари, тоа е таа филозофија. Значи, нешто што прави 15% од дневните трансакции на Solana, со сигурност е функционална игра. Не е точно дека не е, значи баш да видиме цената на Star Atlas DAO, видеото е 15 центи, значи луѓе далека сме уште од еве тука колку се продавала, тредало се на $14, пресметајте си на $100 колку ќе направат. Чекај ја да ви пресметам, оти многу луѓе ги мрзе да пресметат. Еве сега ако уложите $100 делено на 0.1525, ќе земете 655 DAO. По тука врво е бил и $25 имама, еве $14,5 по 14.5. Значи сега да купите за $100, у bull market да се начека, еве да не е овај bull market, еве да не е оваа година. Еве да речеме катастрофално помине Star Atlas. Стигне до $5, 8. Да не е да стигне. Значи дека е после 4 години. Замислете си, вие за $100 сте купили
И чекате, най-лоша варианта, кажувам, да не е ovaj bull market, така ли? Да не я стават на големи берзи, да не успеят. Вие за сега $100 ще сте ги тръгнали от някаква си кафе шема, от някакви си цигари там, от някакви си петоки салата излавания или от нова година споделили. Или да речеме, тай месец трошите $100 за цигари. Плюс трошите $100 за кафе. Плюс трошите много ли стои в чекане? Слаб съм сега слова. Значи, трошите, да не филозофирам, трошите $50 за кафе и $50, слаб съм с оплатито Македония, $50 за кафе и $50 за цигари, да речем. И трошите плюс още $200 трошите сигурно по кафани, мафани и 300 глупости. $300, така ли? Един месец сте потрошили 300, и ако Македония знам дека $450, 450 евро, ако не се лажам. Платата, ама вие ги трошите без това за глупости, парите за нищо общо корисно е $300, да речем. Лупам. $300 делено на 0.1525 центи да го купите за $300, сега Стар Атлас дава. 1967, така ли? Го 2021, 9.4 е бил 14,5, така ли? По 14.5. 28,524. Другари, за $300 сега ако купите, да не го достигне, най-лошо сценарио, за $300, значи после 4 години, петата година, ако ќе биде фактически bull маркето, 4 години викам, 5 години викам от и 2025 се bull маркето, 3 години има bear маркет и четвъртата година е bull маркето, така ли? Просек за 4 до 5 години. За $300 ще сте улушили и сте ги забравили. Така ли? 28,500. Кажете ми, вие у Македония, другари, у шо, колко години ви трябва да уложите, да работите, за да тръгнете $28,524. Че ако ще знам майка ми, татко ми, трябваше да работят цял живот, за да отвоят таква сума на пари, за да купат апартман. Кажете ми, за $300 и да не е оваа година bull маркето, най-лошо е за $300, после 4-5 години, със сигурност, брат, тая игра, брат, ще достигне това. Ако не е оваа година, значи после 4 години, кажете ми за $300, дека, брат, ще извадите $28,524. Колко ви трябва у Македония вие да колко у Македония ви трябва години да не ядете леп, да не пушите, да не пиете, за да защитите толкова сума на пари? Колко години? Ако сака некои различни луѓе, сакам от вас коментари со различни плати, сакам да ви кажете за тебе за най-лошо сценарио го даваме, нели от 2025 сега ќе купите, bull маркето е, па 3 години е bear маркет, па дори четвъртата година е bull маркето. Значи за 5 години ми кажете колко пари може да защитите Македония. Со нормално да си одете, дека си одете и шо правите на кафе, цигари, на излавание, на гардероба, на все. Колко ви трябва години, ми интересира, аз от Македония съм селен 11 години, неписмен съм за тия плати, колко години ви трябва, за 5 години колко ми кажете ке защитите, не колко. За 5 години колко можете да защитите пари. Реални да биете, сакам от различни луѓе, различни плати, да ми пишете у коментари под видеото колко години за 5 години колко ствари ке онадете, колко пари ке защитите. Другари, тук гасам за за Атлас, дечкото ме прша, ако не се лажам, чекай да кажа. И най-лошо изкушение в овој bull маркет за цената на полис. Най-лошо изкушение. Значи... Како што може да разберам, най-лошо изкушение, че ја изкушение, не те го разбрав сега баш изкушение. Шо мислиш, другар, ке трябва да ми кажеш, ако мислиш дека да продавам, ја никош не сум планирал да продавам нови суми, не сум паника бил. Значи,
колко повече е пагяло, толкова повече съм си купувал. И планираме, кажав, математиката е тая. Какво планирам да продадам. Дори планирам и на $25 да продавам. Зависно колко ще успеем да направим флип. Най-лошо изкушение, ако сакаш да ми пишеш, не го баш разбирам на шо мислиш. Изкушение. Най-лошо изкушение во е bull market за цената на полис. Ако мислиш, я верувам дека полис $25 ќе стигне, али плано е правичните на $11. Дека дойдов. На $11 ќе изфлипам, па на $14 ќе изонадам и следните ќе чека на $25. Ако мислиш за изкушение, значи на $25 планирам исто. Али аз планирам постепенно, значи на 11, на 14 и ако ги изнакупам например, ако съм направил много добър профит, ако стигне до $25, разбираш ли, ги продадам и пак ги купам назад, знам дека ќе падне. Ама ако не стигне до $25, аз съм презадоволен и да ги продавам на 14, да падне и пада ги купам, да речеме иде 14, падне на 9 или на 10, купам ги назад, вземам си ги колко съм имал, рестото парите си ги дръжам у кеш за нещо друго, да речеме. Ако ми трябват, ако не ми трябват, продавам на 14, купувам го на 8 или на 10, ќе видим каква е аналитиката, колко ќе падне. И ако не литне до $25, аз съм задоволен да ги чувам наредни 4 години тия и стават се на Staking Rewards тук. Ке си ги заключам на 2 години минимум или 3, ке си взимам Staking Rewards. Така да, това е моя план. Значи, ако ги продадам на 11, ке падне, пак ги купам. Ке ги продавам на 14, ке падне, пак ги купам. И ако отиде на $25, ке продадам, ще чекам да падне, да ги купам. А ако не, аз съм ги купил да речем на 11 или на 8 или на 5 колко е паднало, или после постепенно ке си купувам или на 3 на различни цени, колко е паги в bear маркето. Ама ако не се върне на $25 да иде, аз си ги чувам. Нема шо да се изкушвам да ги продавам на 14, да ме ке паднало. Значи ке я покажам, ке снимам кой е пристъпо, какво планирам да направям. Далеко сме от това. Ке видиме. Значи игрите гейминг, да знаете, да не се разочарвате. Гейминг токените последни качуват на цена. Секош право Bitcoin, Ethereum, Cardano, гледате, Ripple ги пумпат, BNB. После това се пумпат другите игри, що се старите, па най-накрая новите. Значи повечето луѓе, значи брзо ке каче Star Atlas и брзо ке падне. Може, зависи ако брзо се каче, значи од другите токени, коини што се смениле за, знаат дека јака игра, ама не веруваат толку многу неа. Мислим, или не се заинтересирани, чисто ги интересира профитот, значи да го накупат, да речеме, и DAO ке го играат и Atlas ке го играат, да знаете. Atlas е бил на 0.23. Значи, китовите ако одлучат, дека, например, играта е стварно квалитетна и ке го напумпат и да заглават, ке знаат, ке го чуват. Ако нещо го кашкат, пак ке го чуват токено, пошто кажа, може да го стават на Staking Rewards тука. Значи, знаат они како да се оправат, не китовите тешко дека ќе загубат. Со ово ќе се извадат ако треба и можно е да го изиграат на 0.20, че ја планирам на 0.10 да продавам, на 0.15, на 0.20. Можно да го изиграат, ама ќе видиме дали има ликвидност и на кои берзи ќе остават, исто зависи. Може да качи на 0.23, може да качи на 0.10, ама ако нема на повеќе берзи да е стајано добри со големи играчи и да е стигнал на 0.23, вие да стаете да се продава на 0.23, може никој да не би го купе. Разбираш, треба да има страшно играчи што или геймери, или китови што ги спаничат, чека во на 0.23, дај да го купиме, ќе оде на 0.40. Едино ако верува дека ќе оде на 0.40 или играта стане толку многу добра, тоест не толку многу добра, она е добра, туку многу нови работи да имплементират, да речеме. Ако ги имплементират тие нови работи, значи китовите и на 0.23 може да го купат и да рече, ќе се договориме, ќе го пумпаме на 0.40 или на 0.80 може да го напумпат.
И са кој е профитот. Они знаат кога да го кипнат, затоа треба да се пази кога да го пуштат нели у водата и да го симнат на овие цени на 0,03. Разбирате ли? Па да дојде на овие цени нормално е. Значи треба да внимавате. Значи може да го отиде за 2 сата да иде 0,23 или 0,40 и од денешка да падне на 0,03. Значи толку многу да падне. Значи кога тие китовите се договарат, брат, тоа тие злосторничко здружување, они немат осет, они немат за другите, значи тие се тука у профит да направат и тоа. Значи, ама ако падне, па и ако се качи, не значи дека ако задржи на цена, да речем и двата да задржат на цена, ако 3 милиони играчи има, ово е можно да задржува на цена. Ептен нели крипто зима, ептен лоши негативни информации ако има, ќе паѓа. Нели ќе има тие нагоре надоле, ама ако има 3 милиони активни играчи или милион цело време, тоа чудо ќе држи цена. Ќе држи цена, ќе паѓа, ќе држи зависно, ќе биде интересно. Ово чудо луѓе исто ќе држи на цена ако има многу играчи и ќе може да се трейда на различни такво кажи го или кога ќе остават на други берзи ќе видиме колку ќе дадат staking rewards. Битно, чао и оваа игра јас ја верувам навеќе поради тоа што до сега стварно ми има дадено профит.